Председателе, почитувани граѓани на Република Македонија. Ова е таа all-in влада. Сега ќе граделе за сите пари, и тоа all-in. И со оние кои што ги немаме, и со оние на граѓаните кои што плаќаат даноци, и со парите на нашите деца, нашите внуци, нашите правнуци. Зошто? Еве едно логично објаснување. Откако сватија дека губат на секое поле, артанци решија да ја изиграат последната рунда на рулетот. Како коцкар кој свесен дека ја изгубил платата, решава да ги вложи и куќата, и жената, и децата само да се спаси, бидејќи смета дека парите се во животот и мора да се спаси. Вака оваа влада ја вложи правната држава, работниците, шумите, националните антички богатства, ископнините, суровините, минералите, плюс над 2 милиарди евра со надеж дека ќе стават пари во джеп, па ќе ги подкупуваат граѓаните, бидејќи набрзо доаѓаат избори. Ќе си ги платат кампањите, ќе купуваат пратеници, ќе праќаат социјални пакети на социјални случаи, ќе плаќаат коалиции и можеби така ќе се спасат. Најпрво се сокрија зад пратениците од власта, кои се подпишаа на предлог закони без да знаат што подпишуваат, а сега се кријат зад европското знаменце и за подписи без име и презиме на кореспондентни табели. Но се излажале. Ја подценуваат интелигенцијата на македонскиот народ и париве од надзорот, од фирма со еден човек, ќе ги потрошат само на скапи адвокати, бидејќи постојат конкретни членови кои што веќе ги имаат прекршено од кривичниот законник. Црвените елечиња нема да спасат никого, колеги од власта, ниту пак ќе ве спасат бедните оправдувања, ниту европските знаменца, нема да ве спасат особено од судот на народот, кој што 6 години веќе немате капацитет да сватите дека живее во беда и сиромаштија. Она што мене како правник особено ме боли е руинирањето на правната држава. Законите постојат за да ги заштитат граѓаните. Но овие закони сега вие ги правите за да ве заштитат вас и вашите бизнис интереси. Со овие закони се дерогира се што досега важело и понатаму ќе важи за обичните граѓани, ама нема да важи за вас. Апсурд како овој не постои никаде во ниту една европска држава. Дали некаде во некоја друга европска држава се прават вакви отстапки за да се градат скапи автопати? Лажете кога зборувате дека ќе се гради поевтино, бидејќи 1 километар изграден автопат во Македонија ќе кошта дупло отколку 1 километар изграден автопат во соседите, или во Србија, во Косово, во Романија, во Црна Гора, онамо каде што Бехтел и Енка претходно граделе. Најсиромашната држава во Европа ќе ги гради најскапите автопати во Европа. Ова е апсурд кој што не може да оправда никакво ваше однесување и постапување овде во собранието, ниту пак ќе ги оправда европското знаменце. Еве кажете ми дали во некоја друга држава каде што граделе Бехтел и Енка бил криен договорот? Дали во некоја друга европска држава надзор над вака огромен проект ќе врши фирма која што беше регистрирана вчера, а лиценцата ќе ја издадеме утре? Или фирма која што има едно вработено стручно лице, а другите, внимавајте, се позајмени од друга фирма? Дали во друга европска држава се гради вакви капитални проекти, проекти без конкретен план? Но и понатаму ја замајувате македонската јавност повторно
зад превезот на европското знаменце и стратешките определби. Еве, кажете ми дали во некоја од земјите кои што ги набројав ќе се платат 54 милиони евра, доколку во рок од 45 дена не се донеси измена на закони за работно време, со кое што работниците на коридорите веќе изнесува 72 часа. Дали во некоја друга европска држава законодавството се менува согласно со обичен облигационен договор? Не. И затоа вие сте прочитани, затоа сте провидни и затоа никој повеќе не ви верува. На кој што се однесува овој закон, а зад кој што вие поминавте така бегло, всушност ќе направи трајни последици во Република Македонија. Затоа сега би ве повикала вас, колеги пратеници, кои што веќе еднаш ве пуштија за жал низ вода, бидејќи потпишавте сличен, не ист ваков закон, го поднесовте во собрание, па сега ова повеќе не важи, сега имаме закон со европско знаменце. Прашајте, нека ви одговори Артан Груби, бидејќи очигледно само тој знае што ќе гради. Прашајте како ќе изгледа тоа што ќе го гради. Каде ќе води оваа траса? Низ кои приватни имоти ќе минува? Колку шуми ќе уништи? Кои диви објекти Артан ќе ги исплати како да се легални? По која цена? Дали има направено увид? Дали во моментот можеби некој поттикнал да гради мегаломански објекти и токму на таа траса на која што сега треба да се гради? А потоа, замислете, истото тоа треба да се експроприира. Дали тие биле блиски со луѓето од власта? Сето тоа треба да се испита, колеги, затоа што додека вие ќе го кренете рачето, ќе го притиснете копчето и ќе гласате, некој ќе се богати. Еве, треба да се испита и да се предочи на целата македонска јавност колку мостови ќе има, колку надкрсници ќе има, колку клучки ќе има, дали можеби треба да се изградат и некои алтернативни патишта. Сите овие прашања треба да се одговорат, заради тоа што, впрочем, ние не знаеме како овој проект ќе достигне вашата проектирана сума од 1,3 милиарди евра, а ние веруваме дека таа сума ќе биде многу поголема и никако нема да заврши онака како што вие кажувате. И најглавното прашање кој што јас би сакала да го поставам после толку дена дебата е дали воопшто вие сакате овие коридори да се реализираат или важни се само одредени суми кои што треба да ги поделат одредени луѓе од врхучката на власта. Ви благодарам.